Почитувани слушатели, добар ден ви пожелувам и ве поздравувам од студиото на Радио Ватикан, од каде што се емитува оваа специјална емисија, што ја подготвивме за време на престојот на делегацијата на Република Македонија во Рим по повод традиционалната манифестација Македонија во чест на Свети Кирил. Делегацијата на владата на Република Македонија, предводена од премиерот Љупчо Георгиевски, кој во Рим допатува со сопругата господја Снежана Георгиевска, ја сочинуваат и министерот за култура доктор Димитар Димитров, министерот за надворешни работи Александар Димитров, Виктор Габер, амбасадор на Република Македонија во Италија, како и други представници на државата Македонија. Во делегацијата на Македонската православна црква се митрополитот Дебарско-Кичевски Тимотеј, митрополитот Брегалнички Стефан, архимандрит Нектари и Јован Белчовски, професор на Теолошкиот факултет во Скопје. Во петокот, во првиот работен ден за членовите на делегацијата, премиерот Георгиевски имаше средба со италијанскиот премиер Далема. Тема на разговорот – косовската криза и кризата во регионот како нејзина последица и прашањето што по окончувањето на кризата. Оваа средба премиерот Георгиевски ја оцени позитивно и при тоа нагласи. Овака, мислам дека прво од исклучително значење што билатералните основи на соработката меѓу Република Македонија и Италија се качуваат на повисоко ниво, поинтензивно ниво. Понатаму можам да кажам дека нели како што и со сите вообичаено дипломатски разговори во оваа ситуација, повторно основа на се беше косовската криза. При што имавме навистина едно широко и долго објаснување од страна на господинот Далема за сите негови напори, а ние гледаме и следиме дека во последната недела Далема е иницијатор на многу иницијативи за постигнување на брзо решение и доаѓање на мир до косовската криза. Значи, добивме едно навистина широко објаснување на сите чекори што тој ги презема во последната недела и некои негови проценки како очекува тоа да се развива, при што нели резултатот кој сите сака да го чујате во овој момент е колку што има простор за песимизам, толку има простор и за оптимизам, меѓутоа се уште нели нема нешто дефинитивно. Во петокот предпладне, министерот за култура доктор Димитар Димитров одржа конференција за новинарите по повод отворањето на изложбата Македонско средновековно богатство, што беше отворена во Националниот музеј во Палатата Венеција. При отворањето на изложбата, министерот за култура Димитров нагласи дека на Рим и на Италија им принесуваме нешто што е објект на нашата исклучителна љубов и обожување, една чудесна колекција од средновековни трезори на Македонија, што содржи над 20.000 икони. За нас, рече Димитров во оваа пригода, поимот икона е теолошка, естетска и етичка категорија. Таа е метафора за вера, за убавина и за добрина. Во текот на првиот ден од посетата, министерот за надворешни работи Александар Димитров имаше средба со ватиканскиот секретар за односи со државите Монсиньор Торан. Беше подпишана финансиска конвенција помеѓу владата на Република Македонија и Медио Кредито Централе за поддршка на македонските предпријатија кои соработуваат со Италија. Во саботата, двете делегации на владата на Република Македонија и на Македонската православна црква има аудиенција кај неговата светост папата Јован Павле II. По аудиенцијата, македонскиот премиер Георгиевски се сретна со државниот секретар на Ватикан, кардиналот Анджело Содано. Ви предлагам сега, почитувани слушатели, во продолжение на емисијава, да го слушнете обраќањето на македонскиот премиер Љупчо Георгиевски, кој го покани папата да ја посети Македонија, а потоа ќе го слушнеме и обраќањето на папата Јован Павле II. Ваша светост, дозволете да ви известам дека Република Македонија, како дел од светската заедница на народите, се подготвува достојно и торжествено да го одбележи овој јубилеј од повеќе причини. Македонија е порта на христијанството во Европа, земја која е нотирана во Библијата и каде што ученикот на Исус, апостолот Павле, ги вршал своите проповеди. Христијанството како религија во Македонија има корени од самите почетоци на неговото легализирање. Светите браќа Кирил и Методи и нивните ученици, ширејќи го Христовото учење, извршиле исклучително значајна просветителска мисија во словенскиот свет. Деновиве, одбележувајќи го 50 годишниот јубилеј на Универзитетот Свети Кирил и Методи, ја одбележуваме и 1115 годишнината од првиот словенски универзитет,
Охридската Свети Климентова книжевна школа. Врвни вредности создадени во минатото во архитектурата, зогрависувањето, иконописот, копаничарството и книжевноста наменети за религиозни потреби, денес се главен репрезент на македонската култура. Дел од таа културна ризница, според многу компетентни оценки и наивредниот од вчера со отварањето на изложбата Македонското средновековно богатство е достапна за уживање на ватиканската и италијанската публика. Ние исто така, со задоволство и почит, истакнуваме дека главниот град на нашата држава Скопје е роден град на најголемата хуманистка на 20. век Мајка Тереза. Незината сехристијанска величина и добродетелство се пример и патоказ на многу генерации за смислата на животот, но инспирација за создавање на уметнички дела, како што е и скулптурата, што оваа пригода сакаме да ви ја подариме. Оваа есен, по повод годишнината од смртта на Мајка Тереза, ќе биде откриен споменик во незина чест во центарот на незиниот роден град од истиот уметник. Духот на милосредието, негуван и развиван заедно со другите христијански вредности од нашето духовно наследство, се истакнува наспроти ужасите на војните дејства и последиците што произлегува од нив. Во нашата најнепосредна близина, на Косово и во Југославија се случува војна, бомбардирање, масовно етничко чистење и екзодус на над половина милион луѓе. Република Македонија и покрај собствените економски и социјални проблеми стана привремено застолниште на околу 300.000 бегалци од Косово. Чувствувајќи со нивните страдања и помагајќи им над човечки и повеќе од собствените реални можности, очекуваме и апелираме до меѓународната заедница да прифати дел од овие страдалници и да помогне во надминувањето на состојбите предизвикани од бегалската криза и во покривањето на штетите што Република Македонија и македонскиот народ ги трпат. Во оваа пригода сакаме да се заблагодариме за иницијативата на Светиот престол и на вашите лични повици и залагања за запирање на војната и воспоставување на мир и диалог, како и за помошта што пред хуманитарните мисии ја испраќате во Република Македонија. Залагајќи се безрезервно за остварување на екуменските принципи, дозволете ми со особено задоволство и со голема почит кон вас да ви упатам покана во која е изразена и желбата на македонските граѓани и верници, официјално да ја посетите Република Македонија во текот на оваа година. Уверени сме дека со вашата посета ќе се зголемат изгледите за постигнување на траен мир, стабилност и просперитет на овој дел од Европа и светот. А сега да го слушнеме и обраќањето на папата Јован Павле II. Dear Prime Minister, dear friends, every year the feast of the Apostles of the Slavs, Cyril and Methodius, brings a delegation from the former Yugoslav Republic of Macedonia to Rome to honor the relics of Saint Cyril in the Church of Saint Clement. Драг премиер, драги пријатели, секоја година на празникот на словенските апостоли Свети Кирил и Методи доаѓа во Рим делегација од поранешната Југословенска република Македонија за да им одаде почит на реликвиите на Свети Кирил во црквата на Свети Климент. Во оваа пригода ме радува да се сретнам со вас кои ги представувате цивилниот и верскиот живот во вашата земја. Вие и вашиот народ веќе подолго време сте соочени со страшна криза која од ден во ден носи неискажлива мака, смрт и уривање на Балканот и која остава зад себе стотици илјади човечки суштества кои тагуваат поради загубата на членови на нивните семејства, нивниот имот и нивните основни човекови права.
И покрај овие огромни потешкоти во кои сте вовлечени, вашата земја стана закрила на сигурност за многу бегалци и вие великодушно и храбро се обидувате да ја ублажите нивната тага и беда. Изразувајќи ви ја вам и на вашите сограѓани мојата лична благодарност и благодарноста на нашата црква за се што правите, уште еднаш со сета сила на моето срце ги повикувам сите одговорни. Запрете го насилството и заземете се за отворен и искрен диалог што ќе доведе до праведни и трајни темели на мировниот договор. Јас искрено се молам со помош на светите браќа целиот регион одново да го открие братството и единството за сите народи, така што кога ќе минат насилствата и недовербата да може да стане за Европа и за целиот свет јасен пример за праведна и миролюбива коегзистенција, соживот во мир и слобода. Драги пријатели, се надевам дека ова ваше поклонение ќе ви донесе сила и храброст во служба на заедничкото добро за вашиот народ. Бог нека ги благослови сите граѓани на вашата земја. God bless your country and its citizens. Thank you. Инаку, двете македонски делегации, делегацијата на владата на Република Македонија и делегацијата на Македонската православна црква, во последниот ден од посетата на Рим, значи в понеделник на 24 мај, ќе го посетат гробот на Свети Кирил во црквата Свети Климент во Рим. Во оваа пригода црковната делегација ќе има молебен на гробот на Свети Кирил на митрополитите Тимотеј и Стефан во придружба на црковниот хор Света Злата Мегленска. Едновремено ќе биде промовирана книгата Базилика ди Сан Клементе, при што се очекува да говорат амбасадорот Димитар Мирчев и авторот Падре Бойл. Благословено царство Отца и Сина и Святаго Духа, ниње и присно и во веки веков. Амин. Миром Господу помолим се. Господи помилуј. Господу помолим се. Господи помилуј. Обложенейше архиепископје нашем Гаврилем, честне презвитерстве во Христе, дјакон се осем прични јудеј. Господу помолим се. Господи помилуј. Господу помолим се. Господи помилуј. Градје всем, секом градје стране веруи живуших ми. Господу помолим се. Господи помилуј.